за сите деца да имаат прилика да растат безгрижно, да живеат безгрижно. Постојат и луѓе кои што се грижат за тоа, се залагаат за нивната пред се култура, па потоа и образование. И токму на таа тема продолжувам со моите денешни гости. Од УСАИД станува збор Небојша Мојсовски, раководител на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, Лири Старовам Сулейман, координатор во рамките на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Јас би сакала прво да споменеме, значи имаме еден нов проект кој што почнува денес, ќе биде и со една убава пресконференција, сето тоа најавено, проект кој што ќе се однесува за тоа на кој начин младите ќе може во образованието да навлезат, да може се разбира сите да добијат заеднички права за образование, без разлика од која националност е детенцето, со каква боја на кожа и нешто што мислам дека и нашето општество ќе го води напред. Повелете. Станува збор за 5-годишен проект кој што го финансира USA или Македонија во соработка со Европската команда на Американската војска. Го спроведуваме ние, Македонскиот центар за граѓанско образование, во партнерство со Министерството и со клучните образовни институции и наш партнер е Младинскиот образовен форум во спроведувањето на овој проект. Во овие 5 години ќе работиме со сите училишта во Македонија, основни, средни, ќе работиме на подобрување на таа меѓуетничка интеграција на соживотот во училиштата, во образовниот систем, градењето на граѓанската култура, односно зајакнувањето на граѓанското образование во образовниот систем и таа една трета компонента која што имаме е подобрување на условите за учење во училиштата, односно народски кажано реновирање на училиштата. Така, јас учев во една двојазична гимназија, да се надоврзам на разговорот и можам да кажам дека се зависи и од воспитувањето дома. Значи, дали ќе не научат да ги почитуваме останатите националности, дали ќе не научат, нели, дека исто како што моето другарче македонче седи со мене во клупа и кога, нели, треба да чекаме заедно за ужинка, за голем одмор, да се наредиме во ред, истото тоа ќе се случува и со ромчето, и со албанчето во таа наша гимназија и можам да кажам дека имавме да многу убав соживот. Меѓутоа, за жал тоа не е секогаш така и не е секаде така, па сведочиме и на немили настани. Кажете ми на кој начин ќе се подобруваат условите за работа во училиштата, на кој начин кај младите луѓе ќе се придонесува за нивна култура, нивна надградба, за да имаме и се разбира еден убав соживот и една еднаквост меѓу децата која што е основна работа. Условите во училиштето ќе ги подобриме на еден вака малце по-суптилен начин. Значи ние во проектот имаме една активност за реновирање на училишта. Меѓутоа, кои училишта ќе бидат реновирани? Со проектот е предвидено за овие 5 години 60 училишта, 12 годишно, да се реновираат. Меѓутоа, кој ќе го заслужи тоа? Ќе го заслужат оние училишта во кои ќе се створат услови за децата заедно да работат, заедно да се дружат, да спроведуваат активности заеднички меѓу деца од различни наставни јазици или различни етникуми, потоа да спроведуваат активности за покревање на граѓанската свест. Значи да знаат колку они можат да направат во училиштето, колку може да придонесат. Мислам дека кај децата малце тоа во последно време е заборавено. И од дома, и во училиште малце ги запоставуваме, мислиме дека ние возрастните тоа можеме подобро да го решиме или направиме, меѓутоа децата сепак знаат многу и треба да ги поттикнеме. Сега, во овој проект поттикот е реновирањето. Значи, ќе аплицираат училиштата, меѓутоа тие што ќе покажат најголем интерес да ги работат тие работи, да работат на граѓанската свест, да работат на здружувањето меѓу етникумите или децата со различни наставни јазици што учат, ќе добијат реновирање. Во реновирањето ќе учествуваат и родителите, и општината, и училиштето. Значи ова не е еден процес, ние сега сме донатори, одиме, реновираме, завршуваме. Значи, принцип на награда. Награда. Значи, секој, ние го викаме стимул. Одлично. Ние го викаме стимул. Ги стимулираме за да имат подобри услови, да имат подобри училници, подобри училишта, потопли, посветли, поубави, да се потрудат и да се здружат за заеднички да ги користат тие простории. Одлично. Би сакала и да го споменеме денешниот настан, кој што официјално ќе го започне овој проект, каде ќе биде одржан, кој сте ќе земе учество и дали да речеме сите овие заангажирани луѓе кои што ќе дојдат денес, сите заедно ќе придонесуваат, затоа што нели каква ни е младината, какви се младите луѓе, тие потаму не наследуваат и се разбира тие ќе ги градат овие општествени рамки за кои што денес зборуваме. Баш така. Да се надовразам на она што Лири пред малку го кажа, не се само реновирањето стимул за училиштата, него ќе обезбедиме и голем број на подршка на активности
кои што ќе обезбедат заеднички контакти и соработка помеѓу учениците од цела држава, од сите училишта. Тоа се во низ призма на заеднички ученички активности, партнерски активности помеѓу училишта, иницијативи на учениците, на родителите, на наставниците. Една раздвиженост низ цела држава која што ќе допринесе кон подобрување и на соживотот, меѓутоа и на граѓанската култура и одговорност која што сите ја носиме. Токму затоа, денеска, во 11 часот во Александар Палас имаме официјално отварање на овој проект, на кој што ќе бидат присутни премиерот Заев, министерката Рената Десковска, амбасадорот Бејли и уште многу други гости и најбитните од се ученици, наставници, родители, буквално цела јавност која што ќе ни помогне заеднички да го спроведеме овој проект во Македонија. Јас би сакала да ви посакам успешен проект и се разбира да не повикате на некои од тие работилници, да можеме да ги видиме децата како заеднички работат, ромче со македонче, македонче со албанче и нели конечно да сватиме дека ова општество е наше и дека треба сите заеднички да го градиме. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на вас.